СДСМ денес на пресконференција директно му се обратија на министерот Панче Тошковски, прашувајќи го дали неодамна убиената Росица Коцева од Велес му праќала пораки за помош, а тој ја игнорирал. ВМРО ДПМН со реакција за обвинувањата. Се надевам дека пишувам на право место и дека конечно некој во оваа држава ќе отвори уши и очи за мојата безизлезна ситуација. Човекот кој од декември наваму ме демне, ме тепа, ми нанесува друг вид на насилство, силува, прогонува и последно пред 5 дена ми ја запали колата, е се уште на слобода. Пишува во пораката која наводно е испратена до министерот Тошковски. Дали оваа порака, почитуван министре, стигнала до вас пред 5 месеци? Ако стигнала, што сте направиле? Срамота е СДС да прави пресконференции со измислени материјали. Пораките за кои СДС зборува се тотална измислица и фабрикација на нивната кујна за лаги и манипулации. Лагите и манипулациите се најсилното оружје на СДС. Таму најдобро се снаоѓаат во недостаток на конкретни политики. Да се излезе со фабрикувана порака на убиената Росица со тврдење дека е вистинита е повеќе од лага. Тоа е злоупотреба на смрт на една млада девојка во политички цели, што е надвор од сите морални основи и некрофилство од невидени размери. Стои во реакцијата на ВМРО ДПМН.